je željen neka dojde, koji saka neka zeme, od života podakaru, saka miru Isuse, od života podakaru, saka miru Isuse. Slava Tebe, Isuse. Slava Ti, Gospodi Isuse Hriste. Slava Ti, Isuse. Slava Ti, Gospode naš, Tatko, Oče, nije veli me Tatko za duhot da ne razbudi, nije veli me Gospode Isuse Hriste, nikoj ne može da go nareče Isusa Gospod, osven preko Sveti Duh, i nije postojano povtoruvame Gospode Isuse Hriste, kога ќе dojde Duhот, мене ќе ме прослави, Исус ќе го прослави. Тоа значи јас да бидам во единство со Исус, секој еден од нас, да се прилепам за Исус, да се фатам за Исус, да имаме појасот на вистината, да се препашам со тој појас, за Исуса да се препашам и да не се пуштам. Исус е вистината, нема друга вистина. Луѓето раскажуваат санаети, приказни, традиции. Ние се ќаваме дека се пуштени демонските сили на најсилно напаѓаат по децата, по нашите деца и по децата што се надвор од заедниците, и гледаме дека деца убиваат деца, дека тоа се засилува, тоа што го гледавме во другата страна на светот, преку океанот дојде и кај нас. Тоа е сатанска војска, свесно или несвесно потпишале за сатаната, му се поклониле, затоа што заедниците, црквите, духовните не им зборуваат, не им сведочат, не знаат како да им покажат да се спротистават со духовен отпор во заедништво со Исуса Христа. Ќе исчитаме од 2 глава Коринтијаните: Татко, во името на Исус, зборувај Ти низ нас, нека слезе Твојот свет дух, пламенен оган од небесата, во нашите срца, да го распламти нашиот дух, горешто да повикуваме кон Тебе. Ние сме согласни за исцелување на секој еден од нас и бараме да слеже тој пламенен дух во името Исусово. Татко наш, да не освети, да не прочисти, да ни го отвори умот да го разбираме писмото, и ние велиме сите заедно не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане во секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине и да не се враќа повеќе. Ние му припаѓаме на Исуса Христа. Ова ќе биде како трет пат доаѓам кај вас, вели апостол Павле во духот. Трет пат доаѓам кај вас. Значи, дошол некој човек, имаш проблем, материализација во тело, ти сведочел. Дошол друг човек, еве сега слушавме сведоштво, дошла една жена, па дошла Тања, па дошол Даре, 3 пати дошол, и ти доаѓаш во моментот или ќе избереш, или ќе го слушнеш тој глас, или нема да го слушнеш, бидејќи вели моите овци го познаваат мојот глас. Ќе разбереш заради некој аларм дека ти е потребна помош од Исус. Значи, доаѓам трет пат кај вас и секое обвинение, вели, треба да биде потврдено од 2 или 3 сведоци. Обвинение во овој случај си самиот ти, кој имаш проблеми, материализација, ти се случува некоја слабост. Дали е тоа во умот, во срцето, во телото, и ти сеќаваш по извесен период, имаш разум да размислиш дека не можеш самиот да го решиш проблемот, ниту може некој
телесен човек да ти помогне. И тој вели, како што вели Светото писмо, во текот на мојата втора посета ве предупреди. Дошол некој ти рекол, немој да правиш така. Не е добро тоа. Ти си му рекол, например, или рекла, знам јас не ми треба така, не верувам во тоа и така натаму. Значи сега вели, кога ќе дојдам уште еднашка, нема да ве штедам. Значи секој од нас добива сведоштво. Дали ние ќе го прифатиме или не, зависи колку јас сум отворен во моето срце, или дали сум спремен да исчекорам, дали сум спремен да се придвижам или да си останам во стариот момент и вели следниот пат нема да ве штедам. Ќе помине времето на милост, ќе ти се затвори вратата. Тие велат, во Твое име изгонувавме демони. А Исус им вели, бегајте од мене, не ве познавам. Не е проблемот да изгонуваат, сатаната го изгонува сатаната на кратко време. Тешко ти имам да. Брзо. Значи во Мое име изгонуваат демони, има еден стих. Бегајте од мене, им вели Исус. Во Твое име изгонувавме демони. Бегајте од вас, не ве познавам. Тоа се однесува на голем број луѓе кои исцелуваат на кратко време. Исус исцелува трајно ако го научиме тоа. И апостол Павле во духот им вели, барате доказ дека преку мене зборува Христос. Секој може да го постави прашањето, дали е ова вистинското, треба ли да бидам тука? Исусе, одговори ми, ќе добиете, вели, Исус не е немоќен да го реши проблемот што не мачи. Ќе дојдеме понатаму, тој е моќен, беше распнат, дозволи, за да ги флатиме нашите греови. Мислевме дека е слаб, но сега е во Божијата сила, во потполна сила. Така и ние денеска изгледаме слаби, мали, изгубени, но со него ја имаме Божијата сила со која треба да истапиме, да не останеме во исто. Сега не имаме случај, Валентина доаѓа од Скопје во Штип, пазете, со она што го носи како телесна состојба и во еден исчекор во духовна зрелост доаѓа на средбата. Тоа е на некој начин истапување. Ако продолжи да доаѓа, тоа е онај стих, спротиставете се со тврда вера. Колку? Не знам, до крај треба да продолжи. Каде ќе се враќаш назад во светот? Светот не може да ти помогне. Проверете, вели, и проценете дали ја имате вистинската вера. Дали сум препашан за Исус, сум се фатил и не отстапувам. Дали Исус живее во мене, во секој еден од нас? Тоа е прашањето, има некој звук таму. Дали живее во мене? Ако живее во мене, јас ќе се сфатам за него и ќе растам секој ден. Нема да останам на старото. Ако не живее, вели, вие сте лажни верници, значи можете да знаете цитати, да ја знаете историјата, приказните, стиховите, има луѓе знаат толку многу, на почетокот ќе бидеш фасциниран колку тие стихови знаат, а потоа гледаш едноставна слабост, демонска напад, не знае да го реши, значи нема дух и нема Исус. И например се сеќавам кога ќе ме извадеа да излезам да кажам 2 стиха, бидејќи нели рецитирам, актер сум, имам моќен глас, ајде кажи некој стих, јас ми се тресеа колената, тие знаат илјадници стихови, јас знам 100 или 30. И јас ќе излезам со тие 30 и тие ќе речат, леле, а тие се ќаваат дека духот зборува, кај што имаше дух. Значи, дали Исус живее во мене и тогаш се гледа дали се тие лажни верници, телумни, како би се рекло, непотполни, кои не одат до крајот и така натаму. И сега тој вели, се молиме за нив да постапуваат со Исус заедно, не самите, да не постапуваат лошо од себе. Значи, мислиш дека си во Исус, а не си. Наша должност е да бидеме во Исус, во вистината, цврсто да застанеме што и да се случува. Тоа значи нема да се сомневам, нема да се самосожалувам, нема да одбивам да се понесам, да тргнам во таа слабост напред, да исчекорам, да дојдам некогаш да направам. Значи ние се молиме и се радуваме да бидеме силни во верата и на крајот се пораките што ги кажува, драги христијани, сакам да бидете радосни.
Ние гледаме дека светот се растура, се има своја причина. Како ќе го спречиш ти ако не си полн со радост, ако не сведочиш за Исус, ако не истапиш да кажеш? Пуштивме едно сведоштво на еден муслиман кој заглавил до смртта, Исус го исцелува, и го пуштив тоа 3-4 минути и потоа таа негова приказна ја користи и употребува и оди по сите цркви таму во Азија, во Африка, ја раскажува и така ги привлекува верниците. Луѓето сакаат да видат чуда, кај нас се случуваат работи, но ние мора да излеземе и да сведочиме, да бидеме светлина на свекни, бидејќи делумните, лажните и сатаната сведочат секој ден. Полне светот со нивни сведоштва, кои не те носат во живот, ти даваат краткотрајно задоволство, а ти полека, како што велеше, на тенане си умираш и патуваш кон смртта. Значи да се стремиме кон духовна зрелост, мора да растеме секој ден, мора да се промениме. Тогаш Бог кој е извор на љубов и мир. Ете го мирот што недостасува, пак ќе дојдеме, се напаѓаат децата, пуштени се демонските сили, нема веќе време за созревање на човекот од земја, да се измири, да се прочисти, да може да биде почетна позиција нулта. Тој е негативен веќе, тој е демонско, демонската природа му е доминантна. И ако не застанеме цврсто и стапиме дури кон децата, значи молитвата помага до еден момент, вториот ишекор е мечот на духот, замолкни во името на Исус со прстот Божји, тебе ти велам да не си писнал, ќе те изгорам сега. Со силата Исусова ќе застане сигурно ако останете. Морате вие да му командувате, нема да му дозволите да ви се качи на глава. Значи имам случај обземени со проблемот на одредена личност во семејството, која е опфатена од демонски дејства и наместо тие, бидејќи немаат сила, да ја командуваат и да се обидат да ја спасат, таа ги командува нив и тоа е погрешен момент. Значи вели понатаму, поздравете се меѓусебно, Бог ќе биде со нас ако се стремиме кон духовна зрелост и постојано, како што вели во Тимотеј, имај ги на ум, имај го на ум Исуса Христа. Пред мене, зад мене, во мене, околу мене, во автомобилот, дома, на работа, само со Исус одам и така сум заштитен, го имам она што го вели оклопот на праведноста, нели, неговата правда имам, не осудувам, и го имам шлемот на спасението, неговите мисли. Затоа што го немам шлемот на спасението, тој делува со мисли. Сега гледаме децата во најрана возраст и луѓето што се пред смртта го гледаат демонскиот свет. Ова сме го зборувале и го имаме во разни примери. Разни деца за кои сме се молеле гледаат демонски свет. И кога ќе се помолиме, кажуваат, и луѓето пред да заминат гледаат веќе демонски свет. Значи најблиски роднини сите сме слушнале сигурно што ви кажуваат го гледам оној, го гледам овој, некои лично сатаната го гледаат како им се заканува дека ќе ги коле. Например, на мојата мајка и покажувал како ја ги коле пред да умре неколку дена, сите што им прави со коските. Таа рече кога се молеше и рековме повторувај Исусе, 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 и ми вели еден ден, можеби сум ви го кажувал, тихо бе, ова функционира, викав Исусе, Исусе и побегна сликата. И ние имавме сега уште еден визија напад демонски. Значи, визија е тоа за да ти покаже, секогаш сме го зборувале долги години тоа, кога не знаеш што да правиш, викај само Исусе, 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 Исусе. Значи, доаѓа сатанска сила, не го памтам ликот, Манде седи од левата страна, само ја фатив и велам не се плаши и повторува Исусе. Ова не беше сон, него визија. И тој доаѓа со рака во која има шилец, сака да ја удри во главата. Значи, ова доаѓа овде и јас ми доаѓа стихот со прстот Божји кон него директно Исусе, 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 но так ми ја фати раката и замина сликата. Кој ја фати раката е битно, излегов од тој свет, спротиставен, што значи Исусе, 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 го потврдува како треба да се браниш. Тој ќе ти ја затне устата, сте сонувале сон, нели, кога ве напаѓа, ти повторуваш во мислите и мора да те пушти. Исусе, Исусе. И сега понатаму вели, поздравувајте се меѓусебно
со изрази на искрена љубов и така натаму, нека бдеат над нас милостивата благонаклоност, бдее над нас милостивата благонаклоност на нашиот татко. Само треба ние да се свртиме кон него. Татко, потребен си ми, стани са бајле, татко, во името на Исус водиме и денеска, Божјата љубов и пријателска придружба, видете го овој стих, на Светиот Дух. Тоа ни е потребно. Поврзаност трајна. Секи исчитаме еден дел што е следен за последнава средба, се молиме за некој намерник за исцелувањето. Луѓето го сваќаат тоа така едноставно, да одиш, да се исцелиш и да завршиш. Но тој вели до крај. Значи се молиме за човек во потреба, кај што во неговото тело или душа е материализиран грев, физичка слабост или состојба во телото. Ние го знаеме тоа и гледаш дека човекот не прима, стои на таа точка. Не се поместува, малку се поместил, но стои. Значи има отпор, не слегува сила, ти си поставуваш прашањето да не правам ја од себе си, дали ја исполнувам Божјата волја, значи не е поентата секого да исцелиш ти, нели? Ако доаѓаат кај тебе намерници, нормално ти ќе им помогнеш. Дали тој направил грев против Светиот Дух, штом не се исцелува, значи знаел за Исус, се враќаш назад, тогаш отплаќаш, што си правил тоа го отплаќаш, си знаел за Исус, дали не си се допокајал, прашање, дали се сомнева тој, како бран врз брегот, го имаме тој стих, кој се сомнева, нема да добие ништо. Мораме да го знаеме тоа, дали не сака да се препуштиш во Исус. Тоа е тој една нитка која ќе промени се. И си се сака во таа состојба, си се навикнал, или си се сака сами од себе си, не е зрел за исцелување и тоа е исто добра позиција. Малку ќе се подобри состојбата и си се враќа на стари обреди, стари начини, знаења. Час е искапен, ќе дојде на средба, па го нема извесен период, час се враќа во калта. И тоа е тој момент, свињата, калта, песот, военицата, а ние гледајте ме и чудете се што се случува. Пазете сега, каде е тогаш Исус тука? Малку се оправи, ја дувна од заедницата, не ми требате сега. Значи не ти треба веќе Исус. И затоа нема промена некогаш, нема промена. Не се исцелуваш цел до крај. Значи, за да не се враќаш во калта и военицата, да не се враќаш во светот, си го љубиш светот, а не Исусовото. И така тогаш немоќта, болеста, слабоста, состојбата, ти се благослов, значи ако не сме дошле во состојба, нема да повикаш кон Исус, ќе си живееш супер, мислиш дека е добро и одеднаш завршува се. Значи немој да бидеш како оне, го знаеме, по бањата Силоан, седи цел живот, бањата е на неколку метра и чека некој да го стави во бањата од еднаш годишно слегува. Духот нема, толку има сила, он еднаш годишно слегува, нели? Да го бутне во бањата и да се исцели. Значи, пазете, чекаш некој да те фрли во бањата, тој некој е Исус. Тој ќе те фрли, не му требаат на крај него и раце, ако вистински повикаш горешто кон него. Пазете, Исус не е лажго. Сме гледале тоа 7, па еве се молам, нема ништо. Он ги исцели сите. Тоа е поентата. Само треба да дојде твоето време да се разбудиш. Зарем ти, јас, било кој не сме во тие сите. Па самиот влези во таа бања, дозволи му Исус да влезе во твоето срце, спротистави се со тврда вера. Значи, одбивам да бидам болен и понизен. Јас сум твој син, станувам, одам, ти служам, ти предавам се. Тој ќе ти каже што да кажеш понатаму. Значи, не отстапувај, не се сомневај, не се колебај, не се враќај во светот, ќе изгинеш. Имаме такви примери. Значи, кај се враќаш ти? Кај таткото на лагата, светот е лажен. Мораш горешто да го молиш Отецот на духовите, во името Исусово да го молиш, не во свое име.
Ти го молиш во свое име, нема промена. Во името Исусово. За да бидеш во името Исусово, треба да се откажеш од себе си. Да се откажеш од стариот човек, да побараш помош вистински. Тоа нема да биде можеби за еден ден. Ние дискутиравме сега со трудниците со срце што слушаме. Дали треба да се капеш во водата за да се крстиш? Видете, стихот е овој. Тој што доаѓа по мене во Јован, ќе е крштева. Јас не сум достоен први. Со оган и со свет дух. Се враќаме. Апостол Павле јава на конјот. Паѓа од конјот, ослепува. Тој не е пикнат во никаква вода, него водна бања му слегува, пламенен оган. Слеп оди таму и дреме во некоја просторија, додека Ананија не положи раце, зашто му рече. Тој не е крстен така, тој е крстен директно. Ослепе првин. Што значи да ослепеш? Па да сватиш дека не знаеш ти ништо, не гледаш. Ослепе и беше немокен, падна од конјот. Он мисли дека јава на конј, дека со мислите, значи да ги сопреш бедрата, галопот на мислите го има тој стих. Се откажа од себе си. Дали се сум му предал на Исус вистински? Тогаш во негово име молам. Инаку во свое име кога молиш нема. Значи мораш да му се предадеш, да се вратиш во собственост. Значи да останеш во Исус, да не отстапуваш, да не се враќаш на, таму вели, празна вера, стара ветва, излитена, телесна, бесплодна, мртва вера. Мртва вера, тоа е тоа. Верува, а нема вера. Верата твоја те спаси. Значи јас морам да имам Исусова вера. Исусова вера значи заедништво. Тоа значи со него сум јас. Вера во заедништво, препуштање и се е можно. Само оној кој верува. Се може да се направи. Јас ви кажам, слегува сила некогаш. И тоа се гледа. Тоа е оној Исусов човек кој верува до крај. Ти изгледа дека пропаѓа светот, нема изглед, а ти остануваш во вера. Кога ти изгледа дека ништо, чашата е горка, таа песна ја направив, ама не успеав да ја отпечатам. И зарем да не ја испијам горката чаша, ти треба да се радуваш кога му служиш на Исус, кога поминуваш низ искушенија, те употребува. И тоа е целата суштина. Зарем да не ја испијам таа чаша, па испија со трудник. Испија чашата и радувај се. И потоа доаѓаме до тој момент кој се повторува. После средбите има напад на деца, на луѓе, полошо ми е, од кога почнав да доаѓам, уште ми е полошо. И некој пред кога ми викаш, од кога дојдов кај вас и срце ме фати, сите болести ние сме му ги дале. Тоа е сатански јазик. Тој сака да те врати назад, да речеш нема Исус, нај ќе си живеам во лагата. Има Исус. Тие изјавија таму на светскиот форум, Исус е лажна вест. Не, вие сте лажна вест. Ти, сатано, таму што седиш во Брисел со тие масоните и илуминатите, марш од секој еден од нас и од Македонија. Тоа е целата. Лавот што рика е тој. Сака да те лапне, да речеш нема Исус, после тоа ми е полошо. Не ќе продолжиш да викаш и ќе ти даде уште сила, како што мене ме учел од нула. Од Исусе, бев болен, не знам што беше температура. Одбивам да бидам болен и викав Исусе, и по еден саат дојде манде ме најде здрав. Не знам како поминам, ба не продолжив, не престанав да викам Исусе. Со саат. Со мечот на духот вадиш и велиш не за сатаната. Да за Исус. Да за Исус во моето срце. Радувај се во искушенијата. Се уште не си завршил на земјата. Не си готов, спасен. Тоа е целата суштина. Кој ќе претрпи до крај. И Исус пострада до крај, до смрт на крст. Ете, тоа е целата суштина. Но плати, не откупи со крвта своја воскресна и ние треба да бидеме следбеници, сотрудници негови, да работам за него. Сатаната може да ве исцели привремено. Тоа го знаеме. Ќе одиш на некое место, ќе се случи нешто. Само Исус исцелува трајно. Исцелување кога ќе преминеш од нељубов во љубов, тогаш си исцелен. Тој те новородува, променува и така натаму. И сега го имаме овој цитат и стигот кој е почна целата приказна, апостол Павле. И за да не се превознесувам,
поентата на целата суштина на ова што го зборувавме, да не се превознесувам со премногу откровенија. Јас демек знам, спасен сум, во телото ми се даде трн, ангел сатанин, тоа е демон, болест и слабост, да ме боцка по лицето, пази, да не се возгордеуваш, да не се превознесувам, и 3 пати го молев Господа да го тргне од мене, но тој ми рече, доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила се покажува потполно во слабоста. Затоа, со многу поголема радост, ќе се фалам со своите слабости. Значи, не треба да се срамиш, треба да се фалиш, да, Исус ме исцелува, можам, ќе исчекорам, не се срамам и така натаму, за да се всели во мене, во секој една силата Христова. Затоа уживам во слабоста, во навредување, во маки, во прогонство, во тага за Христос. Кога сум слаб, тогаш сум силен, 2 Коринтијаните 12:7-6. Ете зошто не се исцелуваат до крај. Тој знае, има мерка. Тоа ти е благослов во еден момент, додека ти доаѓаш до Исус и не отстапуваш. Другиот препев го кажа уште поинтересно. Но за да не станам премногу горделив, да се занесуваш. Ставен ми е трн, тоа е некоја болест и слабост. Ме држи во понизност. Смело ја признавам својата немоќ. Не се срамам. Илија седи во пештерата, му вели Исус, излези, не можам, уморен сум, светот е разум. Излага Илија и доаѓа вам. Не да седиш во пештерата, така Христовата сила работи преку мене, кога сум најнемоќен, најслаб, тогаш сум најмоќен во Исуса Христа. Ете, затоа не се доисцелува некоја состојба, бидејќи тој точно знае, Мандел, ти избега, што му треба на секое срце. Значи, за да не се превознесуваш, да не се гордеуваш, му дава сатанин трн на апостол Павле. Пазете кој е апостол Павле. Не бил комплетно здрав, не знаеме што е тоа. Да ме боцка по лицето. 3 пати го моли и тој му вели, доста ти е мојата благослов, бидејќи кога си слаб, тогаш си силен, за да не се возгордеуваш, да не се превознесуваш и така натаму. Исусе, те љубам, се препуштам во тебе, се можам. Тоа е стихот со Исуса Христа кој ме крепи. Затоа луѓето не се исцелуваат. Нема грешка до крај кај Исус Христос. Тој знае во сечие срце што е потребно да се задржиш во појасот, оној што се вели стегнат за него, да не се возгордеуваш и превознесуваш. Кога ќе созрееш и кога ќе ја примиш неговата сила, кога сум слаб, тогаш сум силен и сум сигурен дека сум зависен од него, и затоа има аларми кај секој еден од нас. И ние мора да признаеме, ако не беа тие аларми, ако ние не баравме како да се браниме, бевме напаѓани од демонскиот свет со манде, постојано го гледавме, а не знаевме како да се браниме. И постојано бараме како да се браниме, како. Па еден човек, па друг човек, па трет човек. И на крајот тој ни покажа. Сите тие има погрешни системи. Едниот беше биотерапевт, другиот работеше со теспи, третиот беше по црквата таму гледаше, четвртиот беше мастер, па пастер, па се занесува, па со мамона. Погрешни комплетни ситуации, но бевме на границата на демонскиот на животот и смртта и не се откажавме од него. Ни покажа, не поведе. Никој од нас не е совршено. Здрав си кога ќе излезеш од ова тело, има одредени аларми на грешка. Те боли раката, нешто ти се случува, се покајуваш и гледаш каде си погрешил, сме го зборувале тоа, ќе те учи на ситно. Значи, да не се возгордејувам, доста ти е мојата благодат. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што ги излеваш овие поуки. И ние знаеме дека ти ги исцели сите. Тоа не е минато, сегашно си иднина, тоа е конечна дефиниција
Бидејќи Исус е првиот и последниот, нема да остане никој после него. Тој е алфа и омега. Тој е почеток и Исус е крај. Се ќе заврши во него. Значи, Он ги исцели сите, само како тој Он да живее во мене, во моето срце. Значи, да се испитувате, почнаме од тој стих, сами испитувајте се, дали Исус живее во моето срце и се можам да поднесам. Се. Исусе, дај ми мир, дај помогни ми и ќе ти покаже, некогаш ќе ти даде сила, еден ќе натера во бегство 1000, двајца 10.000. Кој е тој еден? Па избраник негов, кој во даден момент ќе слезе сила, не вика еден тој Петко, него еден кој ќе застане со него во сила да спаси одредена ситуација по неговата волја, ќе слезе огромна сила и ќе расчисти, ќе расчлени, ќе распепели и така натаму, но по неговата волја. Значи, дали Исус живее, инаку ако не живее, како што велеше во стиховите, што ги почнавме, ние не сме вистински, ние сме лажни христијани. Ние немаме сила, ние само ќе зборуваме и ќе раскажуваме приказни цитати. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ти благодариме што не исцели сите овде. Ние сме здрави во Тебе. Моменталната состојба на слабост е благослов. Не ја прифаќам, во духот сум здрав и го движам телото напред и понатаму Исус ќе повлече како ние ќе влеземе со колкава сила. Дозволи му да те направи силен, дали му дозволувам да бидам силен. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин.